Брандебуршката порта, некогаш границата меѓу источен и западен Берлин за време на студената војна, беше осветлена во сино и жолто, одбележувајќи ја третата годишнина од целосната инвазија на Русија на Украина. Обновената закана од Москва ја формираше позадината на германските избори во неделата, на кои победија десничарските демохристијани. Се надевам дека новата влада ќе продолжи да испорачува оружје на Украина, дека ќе работи заедно со европските држави за да развие голема противтежа на Русија, а сега и на Трамп. Американскиот претседател Доналд Трамп донесе драматична промена во политиката на САД кон Украина, неодамна обвинувајќи го Киев за започнување на војната. Вашингтон рече дека европската безбедност повеќе не е приоритет. По неговата победа на германските избори во неделата, лидерот на демохристијаните Фридрих Мерц рече дека администрацијата на Трамп, цитираме, не се грижи многу за судбината на Европа. Јасно е дека ние, европејците, сега мора да бидеме способни да действуваме многу брзо и дека исто така мора многу брзо да ја организираме сопствената одбрамбена способност. Мерц е силен поддржувач на трансатлантските врски, а неговите зборови означуваат сеизмичка промена за Германија и Европа, вели аналитичарот Матија Нелес. Како Германија сме шокирани и крајно неподготвени за крајот на Пакс Американа, крајот на периодот во кој Америка обезбедува безбедност за Европа. Сега се наоѓаме во тешка позиција да организираме транзицијата од САД да бидат водечки снабдувач на безбедност кон пристап кој ќе биде по-европски управува. Не само за Украина, туку и за ограничување на сопствената самоодбрана. Но Мерц рече дека е подготвен да води кон тоа. Дали Европа може да си дозволи да плати за сопствената одбрана? Мерц ке мора да го промени фискалниот став, вели аналитичарката Лијана Фикс. Тој може да се согласи на заеднички долг на европско ниво, на што конзервативците секогаш негодуваа. Може да се согласи да ги заплени руските замрзнати средства, што досега не е направено, но треба да се направи наскоро. Тој зборуваше дека Британија и Франција мораат да го прошират нуклеарниот безбедносен чадор кон Германија. Демохристијаните немаат мнозинство. Мерц ја отфрли можноста за формирање коалиција со екстремно десничарската партија Алтернатива за Германија или АФД, која беше втора со рекордни 20,8% на гласањето во неделата. Така наречениот огнен зид на центристички партии околу АФД беше силно критикуван од Вашингтон. Сметаме дека оваа блокада е недемократска. Не можете да занемарите милиони гласачи. Наместо тоа, Мерц треба да започне коалицијски разговори со социјалдемократите на канцеларот во заминување Олаф Шолц. Покрај трошоците за одбрана, намалувањето на миграцијата и заекнувањето на забавената германска економија најверојатно ќе доминираат во дискусиите.